Никола, здраво, ти благодарам што прихвати да бидеш наш соговорник. Кажи ми за почеток како си. Супер. Ви благодарам на поканата и што можам да бидам дел од Хајп продукцијата. Сакам да поразговараме малце за твоите почетоци. Кажи ми, од колку години започна да се занимаваш со пливање, со спорт? Па јас започнав на 5 години да тренирам пливање во сплет на околности. Мојот татко и тренерот беа пријатели и нешто требаше да тренирам како мал секако. Јас сакав да тренирам фудбал, но моите родители поради здравието секако најпрвен и психофизичкиот развој на детето е најдобро да тренирам пливање. И како што тренирам да тренирам пливање, продолжи. Кажи ми, која свати дека ова е тој спорт кој што сакаш да продолжиш понатаму да се занимаваш со него? Па јас како мал од секогаш губев на трки и секогаш бев на второто и третото место, но како растев бев се поупорен во пливањето и уште од најраната возраст, најраната категорија почнав да соборувам национални рекорди и секако продолжував да пливам, бидејќи тоа ми беше дополнителна мотивација. Си се двоумел ли помеѓу некој спорт? Па најпрвен кога бев мал, секако сакав уште фудбал да тренирам, ама продолжив со пливање. Морам да те прашам за коментарите. Цела македонска јавност се крена против некои од порталите кои што во јули објавија дека си бил последен. Нели? Тоа беше скандал во нашата држава. А мене ме интересира во тој момент како се чувствуваше ти? Па јас после Олимпијадата искрено и коментарите не ги гледав многу, бидејќи тоа што дознав дека пишуваат за мене, тоа ми беше само дополнителна мотивација да продолжам понатаму и да покажам на сите дека не е онака како што они пишуваат, него има многу работи што се дешаваат, а они не ги знаат тие работи. И еве со тек на време покажав дека можам да го извадам и најдоброто од мене. Баш сега докажа со твојот пласман и титулата шампион дека можеш да успееш. Кажи ми, сега веќе се шампион и успе да го надминеш националниот рекорд. Раскажи ми нешто повеќе околу тоа. Па во Ниш оваа недела, како што кажавте, го соборив националниот рекорд. Тоа време планирав да го испливам на Олимпијадата ова лето, но не го испливав, се деси така, не го испливав, но продолжив понатаму да тренирам и се бев поупорен и упорен. И ете, времето си го кажа своето и времето си го покажа своето. Дали си мотивиран за понатаму да успееш? И после пораз и после победа секогаш сум мотивиран да продолжам понатаму за поголеми успеси. Како течат твоите тренинзи, ме интересира? Колку често ги имаш и колку време се подготвуваш да ја надпревар? Па во припремен период, кога работиме база на тренинзи, имам по 10 тренинга пливачки тренинзи и 3 тренинга во теретана. И тоа е кога се спремаме, потоа секако доаѓа надпреварот, намалуваме со тренинзи и така се одвива мојата цела година. Имаме од прилика 3 или 4 надпревари за кои ќе се спремаме главно и тренинзите се остануваат по 10 тренинга и се натаму намалуваме. Колку во Македонија шампионите како тебе добиваат поддршка од медиумите? Па од медиумите можам да кажам дека секогаш сум имал поддршка и кога сум пливал лоши времиња, како што би кажале коментарите од луѓето, и кога пливам супер одлично како сега, секогаш имам поддршка од медиумите. Дали сметаш дека пливањето како спорт треба повеќе да се промовира? Па пливањето како спорт во Македонија со сигурност кажам дека треба повеќе да се промовира и бидејќи уште од старите години пливањето во Македонија можам да кажам дека умре, но еве се појавија генерации како мене и останатите пливачи од мојот клуб и од федерација дека можеме да го поместиме пливањето на сосема друга граница во Македонија. Дали сте во контакт со некој од постарите пливачи кои што имаат поголемо искуство? Имаш ли поддршка од нив или еве од некој од твоите генерации сега што заедно тренирате? Па ете се знам со поранешниот олимпиец на Македонија што беше во 2021 во Токио. Со него се знам, со него израснав, мислам го гледав него како тренира на тренинзи, исто така имам поддршка од Марко Блажевски кој го соборив сега моментално неговиот национален рекорд, исто така е поранешен олимпиец. И поддршката од постарите е секогаш најбитна, бидејќи тие се поискусни секако. Твоите родители ти се огромна поддршка, што се подразбира. Кажи ми, дали сметаш дека поддршката од дома е најклучна за успехот на еден човек како тебе? Па поддршката од дома не е најклучна во целиот процес, но сепак е многу убаво да си има таа поддршка, бидејќи родителите можат цело време да те буткаат напред, не само во финансиски дел, туку и во
поддршката само како поддршка со љубов, како и да исплювам моите дома секогаш се задоволни од мене, бидејќи знаат дека сум го покажал мојот максимум. Имаш ли време за приватен живот? Па секако мора да се најде време за се. Кажи ми, како ги полниш батериите? Па искрено немам толку енергија за тој социјален живот, но ете успевам понекогаш и со девојката и со пријателите да искочам да се видам надвор, но се тоа во граници, бидејќи пливањето е моментално на прво место. Тоа беше моето следно прашање. Дали имаш девојка? Имам. Како се вика? Софија. Да ја поздравиме. Да, поздравиме. Кажи ми, имаш ли некој девојчиња вака сега од кога си поактуелен, да ти се удварат или да ти праваат пречки во врската? Па немам толку време јас за некој социјален живот, па да ми се случуваат такви работи, но не знаем. Кажи, дали си популарен во училиште? Да. Имаат ли некои протекции, привилегии вака професорки? Може би малце, посебно дека тренерот е професор во мојата школа, така да мора малце да си. Може ли да ми кажеш 3 македонки, вака што ти доаѓаат на ум, кои што би сакал да ти пишат во инбокс или не постојат така? Не постојат така. Не би можел да кажам. Ти си верен на девојка. Јас сум си верен. Кажи ми, вака за крај на нашиот разговор, како ќе ги поминеш престојните празници? Дали ќе ти биде вака малце помирно или сепак нема застој? Па јас со тренинзи нема да прекинам да тренирам, ќе одам на тренинзи се до нова година, потоа ќе направам 3-4 дена пауза, бидејќи ќе одам со девојката во Милано да прославам новата година, потоа ќе се вратаме пак на тренинзи. Постои ли кај спортистите сега ќе се опуштам за празници, ќе јадам малце повеќе? Ќе кажам 5-6 кила, па ќе стимнам после тоа. Па после летна и после зимска сезона мора да има малце време каде што да се опуштиме и се враќаме со нови сили на тренинг. Дупло помотивирани. Така. Кажи ми за крај, какви желби имаш за воиднина? Што би се посакал во новата година? Па ево новата година посакувам да биде успешна повторно како оваа, можеби и поуспешна бидејќи имам поважни настапи оваа година. Ете тоа нека биде оваа желба за 2025 година. Така, Никола, ние ти посакуваме сето тоа да ти се оствари и ќе да поддржуваме во секоја смисла на зборот. Благодарам. Јас сум Никола Гиретановик, а вие гледате Hype Македонија.